Сите пчеларски производи, пчела што ги произведува, ние ги собираме и ги продаваме. Значи, од фацелија трава, медоносна, па до пчелен отров. Се тоа збираме и продаваме. Пакуваме и продаваме. На поднати муштерија, на наши, кој дојде, сваки е услужен. Задоволни сме од сајми, се задоволни. Малку работиме, малку се представуваме, луѓе доаѓаат, купуваат, кои за здравје, кои за лек. Овие 3 години приносот драстично ни падна. Бог, климатски промени или Бог, што не знам. Други години имаме повеќе мед, сега ни падна производство на мед минимално, да ти кажа, што тоа не се е дешавало природно. Ама природа не дава. Ми пчели ги спремимо, ама природа не дава. Ние сме прв пат годинава учествуваме на ваква пригода по повод празникот наш 11 ноември. Иначе со пчеларство татко ми се занимава повеќе од 10 години, можеби и 20 со прекини, ама не сме учествувале на вакви настани и еве јас како млада крв, свежа крв да донесеме новини некои. Решивме годинава да направиме една промоција, да го прошириме нашиот круг на пријатели и така, да. Нашиот мед годинава го брендиравме и се вика Коко мед заради местото во кое го произведуваме. Да, тоа е едно село таму на крајот на Кумановската општина спрема Свети Николе, Кокошиње. И значи чисто место изобилува со ливади и затоа е ливадски мед. Годинава е многу вкусен мед, како и лани исто така беше многу вкусен мед. Годинава имаме 3 реколти од 2022, од 2021 и од 2020 дури. Затоа што, нели, слабо ни одеше продажбата, ама еве сега ќе мислиме дека ќе го поправиме тој аспект од нашиот бизнис. Потребно да се биде добар пчелар е пред се да сакаш природата, да живееш во природата. Ако сакаш да живееш во град и да имаш пчели, тоа многу ми напробуваат, не е многу возможно. Значи мора да присутен кај пчелите. Сега би советувал кој сака да си купи мед природен и оригинален мед, да си најде пчелар и да си користи од него. Пчелар може да најде на вакви организации или по пријатели најубаво, за да бидете сигурни во квалитетот на медот. Ние гарантираме за нашиот мед. Ова пчеларско здружение 52 години слави роден ден ова година, така да сме задоволни што се дружиме со граѓаните и имаме уште една манифестација што се трудиме во иднина да прерасне во традиција да имаме 2 манифестации годишно денови на мед. Да, на овој штанд може да најдат покрај мед, може да најдат и разни други комбинации на мед со, да кажеме, семе од коприва, со тан, со полен. Исто така имаме тука прополис, нудиме се што произведуваат пчелите, сите пчелни производи ги нудиме, освен пчелин отров кој што не го собираме затоа што не е регулиран со закон кај нас во државата. Ние ова година отворивме трет пчеларник. Претходно имавме на 2 локации, едната е Сувора, тоа е прва базична локација, втора е Дзебарњак и третата локација е Коинци. Ова година сме задоволни со приносите. Секогаш може подобро, може и полошо, така да викам дека е добро. Задоволни сме, квалитетот на пчелните производи е многу висок ова година. Добар пчелар треба човек да е вреден, да е упорен, да ги сака пчелите и природата, да. И медот да го сака, да. И има нели една девиза, една поговорка. Тоа сега ние сме заведени како медена куќа, локација. И нашето мото е кој пробал знае. Jeste, zadovoljni smo i puno ste prijatni i gostoprimljivi. Bili smo pre, da kažem, mesec dana na Danovi na med, pak smo došli i prijatno je, znači, dosta i posećenost. Imamo domaći proizvodi, sve od Vlasinsko jezero, Surdulica. Da se bude dobar pčelar, kao i za svaki posao, je potrebna prvo ljubav, da imaš ljubav za taj posao, da ne odustaješ nikad, jer godina sa godinom nije ista. Znači, nekad je slabija, nekad jača, znači uvek treba imati to pretežno, da shvatite to kao ljubav, kao nešto ako voliš,
imaš da opstaneš u tom poslu, ali pretežno znači drugarstvo, prijateljstvo, širi krug prijatelja iz raznih opština, iz gradova i susedne države. Znači mi se podržavamo uvek, naročito pčelari, uvek smo za prijateljstvo i za razumevanje.